Добар ден, почитувани гледачи. Отворено на тема. Навидум, името на ова моја емисија некако делува контрадикторно, барем за македонски или балкански услови. Затоа што ние не милуваме многу да зборуваме отворено, повеќе или помалку ни се мили зборувањата во кулуарите, а на тема, тоа го гледаме и во парламентот, се правиме само да не зборуваме на тема. Ама ние во Ирис телевизија и гостиве кои доаѓаат се обидуваме да си ја завршиме задачата кон јавноста или кон предпоставените цели кои јас како домаќин овде ги предпочитам и гостиве кои ми се гости. Што е го одликува топло лето 2017 во Македонија? Се разбира, високите температури, ама на нив не можеме да влијаеме. Го одликува една новост. Јас ќе се обидам само за кратко, за пред да го најавам мојот гостин, да ви кажам една дилема која се појавува кај политиколозите, кај психолозите, посебно на индустријските психолози, за состојбата на духот на Балканот. Велат вака, на Балканот веќе и не се бараат лидери, она што е нормално за граѓанските општества во Европа, туку се бараат господари. Така во Србија веќе и меѓу граѓаните и меѓу новинарите и интелектуалците започна председател да се нарекува господар Вучич по еден од нивните владетели таму некаде првите години од 19. век. Така слично се зборува и во Хрватска, каде што новите победници од ХДЗ, обичните граѓани почнуваат да ги доживуваат како владетели. Го видите протестот за промената на имињата. 30 години владее Џукановиќ во Црнагора. Владетел, нели? Такви појави имаме и во земјите кои не обкружуваат, а долги години се во Европа. 4 фамилии, 70 или 80 години во Грција се менуваат на власт. Како да им останато од предците. Така изгледа. Што е кај нас? Вчера гледав една политичка партија, подмалокот на една политичка партија екзалтирано зборува за иднината. Зошто тие млади луѓе таму се дел од политичка партија? Зошто сметаат дека токму тие треба да бидат дел од иднината на овој народ, политички образован, имаат по 20 на години. Вакви многу теми отворено на тема, ќе разговарам со мојот гостин, до кој што на моје задоволство и на задоволство на моите гледачи успеам да дојдам, да го намолам да дојде, затоа што во овој момент е еден од најбараните соговорници по медиумите во Македонија. Се работи за Петар Богојски, член на иницијативата за реформи во ВМРО ДПМН, партијата која 11 години беше на власт, но и за некои други теми. Господине Богојски, добре дојде во мојава емисија Отворено на тема. Ви благодарам на покана и особено ми е драго што сум гостин на телевизија во Штип, во градот во кој многу често престојував баш по партиски задачи. Така, ова е регионална телевизија која покрива најголемиот дел од Источна Македонија. Така. Јас се започнав така ефемистички, бидејќи и ни доликува некако, така јас знам дека вие сте политиколог. За овие расправи или оваа дилема на Балканот која воглавно ја води Славен Летица, големиот социолог, вели на Балканот почнуваме да бараме господари, а не лидери. Лидерите ги менаџираат работите, а господарите владеат. Таква ли ни е состојбата на духот? Ја би додал дека кризата во институциите, недостатокот на силата во државата инициира создавање на господари, наместо лидери, односно водачи на државата или на политичките партии. Во оној момент кога државата е доволно силна и кога институциите во државата се самостојни, тогаш нема простор за одвојување на политичарите од народот. Тоа и е дел од нашата изворна идеолошка десничарска матрица, а тоа е нашата заложба за цврста држава, цврсти државни институции, демократски систем, но праведен, со силни државни институции кои гарантираат равноправност на сите граѓани. Во оној момент кога
институциите се слаби и не може да прават вистинска контрола врз политичарите, бизнес елитата, елитите, едноставно кажано, се создава таа потреба да граѓаните бараат заштита, да се приколнат кон нешто силно, моќно, кое ќе ги заштити. И гледајќи дека институциите не се доволно силни, моќни да им гарантираат равноправност, правичност, заштита, влегуваат во води каде што својата заштита ја бараат во феноменот кој барем истакнат кај нас во Македонија е клиентелизмот, каде што се бара господар, се бара шеф, се бара не водач, туку шеф кој едноставно ќе мисли за тебе. Место ти да мислиш, ќе се грижи за тебе, место ти да се грижиш. Ти е доволно само да признаеш него како буквално твој господар, како буквално да те последува на некој начин. Бранко Царатан тоа го нарекува феномен на Балканот или на светот, а тоа е недостаток на лидерство, клиентелизам или подаништво. Во светот јасна е дистинцијата помеѓу газда и лидер. Шефување и лидерство. Лидерот е обврзан да води, да има јасни визии и оние кои го следиме да ни го покаже не само јасно патот, туку да не одведе во иднина, во она кој сите го бараме, просперитет, мирно општество, смирени меѓучовечки односи, меѓу политичките партии односи, релаксирани граѓани и така натака. А од друга страна, човекот кој не може да понуди иднина, јасна иднина, ја нема визијата, едноставно, ја би рекол, историското тркаво се завртило, го изгазило тој момент и веќе ја нема иднината, го нема видот понатаму, тогаш он пребегнува кон она старото, што го користеа обично овие режимите од Источна Европа, а тоа е домашни и надворешни непријатели. Кога ние сме преплашени, буквално преплашени, од нападот на надворешните непријатели, иако пола од нашите граѓани можеби и не виделе како изгледа некој амбасадер и не сретнале некој странец. И сме преплашени од домашните предавници, кои за жал секој ден никнуваат како печурки ради дневно политички потреби. Патем речено и ние сме прогласени за предавници во меѓувреме, иако ти гледаш дека тој е твојот комшија. Тој е твојот комшија, твојот пријател, твојот соборец, твојот сопартиец, така, човек кој цел живот го познаваш, знаеш дека никогаш во животот никого не предал и не исколош, но по некоја случајност ете се слушнало, односно бил прогласен за предавник. Тоа е исклучително болно кај нас во моментов во македонското општество, бидејќи почнавме луѓето да ги подвојуваме, да ги уништуваме семејствата. Значи не е веќе раскарување во нашите политички партии, во нашите местни заедници или воопштини или институции, него луѓето што е најтежно е тоа што почнавме да ги делиме семејствата. Почнавме да разделуваме брат од брат, почнавме да разделуваме татко од син, почнуваат да се сомневаат луѓето во своите чеда, бидејќи некој таму во комитетот кажа дека тој е веројатно предавник. Станува збор за страшна хистерија која мораме да ја престанеме веднаш. Ако сакаме да си овозможиме сите ние лидерство, да си овозможиме лидер кој ќе не води и ќе ни го покажи патот. Така. Да не се ограничуваме самите себе си. Таа наша појава на така наречено полтронство или слугерајн на македонскиот народ и сите народи на Балканот од време на време испливува како најјак порив, како што велите вие, да се преживее. Но, овде имаме едно друго прашање до вас. Зошто политичките партии во Македонија, се зборуваме за Македонија, место реалниот политички живот кој е натпревар на идеи, на програми, на реализација, станува тоа што вие велите, поделба на граѓаните по сите основи и меѓусебна борба на пиар форми, на соопштенија преку кои не се води сметка за барем делумна вистинитост на изјавата или спин состојби, нешто што дефинитивно воведува
забуна кај граѓаните и до последици кои вие ги лоциравте како подоба по сите основи меѓу граѓаните? Пак доаѓаме до истиот одговор. Недостаток на идеи. Така. Што еден политичар нема идеја како да ја прекине, да речеме, да ја разбие таа меѓународна изолација на неговата политичка организација. Што еден политичар нема идеја како да ја направи својата партија кредибилна на внатрешната политичка сцена, за да најде доволно број партнери за да формира стабилна политичка влада. Не технички влади, него стабилна политичка влада, која нуди стабилност на граѓаните, на цело општество, на бизнисот, на сите пори од општеството. Тогаш се вклучува тој тип на црна кампања, кој е за мене многу нечесен, кој е многу нечовечен, од луѓе без никаква вина правиме не само виновници во очите на луѓето, на пријателите, на комшиите, на родителите, него правиме на моменти да се чувствуваат виновни и самите, да им наметне автоцензура на она што сакаат да го кажат. Пример, еве се земам себе си за пример. Ако јас овие последни 5 дена се сретнав со 100 луѓе, со кои разговарав на темите на кои ние излеговме познати во јавност, а тоа е демократизација и модернизација на нашата партија, на ВМРО-ДПМН. Луѓето, гледам дека, гледајќи ја жештината, тенденцијата на жесток напад врз нас и етикетирање по сите основи, се појавува кај луѓето повторно феноменот на автоцензура. Они се викаат, чекај сега, ако Петар толку е силно нападнат, а со толку слаби аргументи, тогаш што ќе правам јас ако ме нападат и мене вака? А сум во некое мало место. Па мене цело мало градче таму ќе престане да ми зборува, да ме комуницира. Во Скопје може би полесно. Во Скопје луѓето може би, не знам, таа црна кампања ќе направи неколку да те игнорираат пријатели или комшии, но имаш алтернатива. Во малите места е страшно тоа жигосување. Тоа е метод изолирање. Тоа е метод на старите југословенски служби, кој морам да признам Македонија ја држа под тие размислувања и стеги години. А сега не ја држат. И тие, па може би сега ја држат, меѓутоа проблемот е што ние се бориме за демократија и за модерна Македонија за да престани тој метод да се користи. Метод на страв, метод на жигосување, кој те прави да се чувствуваш нелагодно после во сопствената кожа. И мислам дека таа црна кампања сепак препорачувам, еве, до моите сопартици, еве, мој апел, до раководството, дел од раководството на нашата партија, кој го менеджира тоа, кој учествува во тоа. Би препорачал таа црна кампања да ја прекинат, да се откажат, бидејќи ние сме исклучително имуни на неја, воопшто не погодја, напротив ни дава и не охрабрува многу повеќе енергија, сила, не само да продолжиме понатаму, него и да ни создава нови идеи по патот по кој сме тргнале. Така, господин Бугарски, јас првиот дел од нашиот разговор го концепирав вака, ќе ви ги поставам мислењата или прашањата на моје гледачи, бидејќи најавив ова емисија и се обидов да ги синтетизирам, се сведуваат на 3 или 4 теми. А во вториот дел, ако се согласувате, зашто на луѓе кои пледираат да бидат политичари, ќе мора да се повикуваат на документи кои ги образуваат и нив пред се, и организацијата која ја представуваат, и граѓаните на кои ми ја објаснуваат. Јас со благодарејќи вам ја добив и документот кој сте го нарекле модел за децентрализација, предложи за дискусија, која е вака, бидејќи сте вие еден од авторите, да го продискутираме за да им биде појасно на моите граѓани, моите гледачи, зошто, ако го не е само Пеце Богојски, туку документот кој тој го предлага вреди да се прочита. Да почнеме од почеток. Вака. Она што овде го имам како скицирано, тоа е како тема зошто сега. Она што ми го пишуваат моите гледачи е зошто сега кога ни престојат изборите, кога ни престојат локални избори
и не можеше ли тоа да се почека по изборите, па ако ги добиевме на мира, ќе седневме да ги анализираме состојбите, ако не, тогаш ќе ги видиме виновниците. Ајде, зашто сега со оваа иницијатива? Морам да потенцирам две работи. Прво дека тоа го многу кратно одговоривме и убаво е на сите настапи јавни да го одговараме, пошто е прашање кое е најчесто поставувано. Затоа јас го сублимирувам. Да, второ, сакам да потсетим дека ние многу порано и внатре во партијата ги отваравме истите теми, ги разговаравме. Многу често знаевме и на состаноци на комитети, на средби помеѓу нас членовите, да ги дискутираме истите работи за кои ние излеговме во јавност. Ништо од спектакуларно не е кажано надвор од нашо, сите ние меѓу себе членовите го почувствувавме дека е потребна нашата партија. Оно кое го потенцирам јас како момент, тоа е мојот принцип на кој инсистирам, тоа е принцип кој е исто така дел од нашите вредности како политичка партија, нашата идеолошка матрица, а тоа е утврдување на индивидуална одговорност. После неуспехот, значи после сите оние случувања, нели, политички бомби, пржино преговори, одлагање на изборите, неуспешни избори 2014. Да, виткање на кичма, па нелегитимирани избори 2014, спорени избори, па овие последни избори, па победничкиот пораз каде што не се формира влада, политичка влада на ВМРО ДПМН е причините преди кои тоа дојде. Очекувавме сите ние членовите на ВМРО ДПМН да излезе лидерот на партијата и да ја преземе одговорноста за тоа што се случува. За сите тие поставки, пошто он ги промовираше политиките кои ние ги следиме како членови на партијата. И крајно некоректно ќе беше, и покрај тоа што знаевме дека тие политики се во огромен дел погрешни, крајно некоректно ќе беше на средина на таа битка и пред парламентарните избори, кои беа круцијални за стабилизација на Македонија како држава, ние да излезевме со ваков јавен настап. И ние се обидувавме на тоа партијата, дискутиравме, да се најде решение, да се преземе одговорност, така натака, меѓутоа видовме една крајно иритирачка изјава на претседателот кој кажа дека скоро е се во ред, за победата и победите сум заслужен јас и само јас, но вината за изгубените гласови, намаление од број на гласови или случувањата по комитетите и така натака, за се сте винови вие членовите. Третиот, четвртиот, се препознавате ли овде? Третиот, четвртиот, па сега паднавме во пети и шести ешалон. Тоа е од повеќе аспекти некоректно. Не зборува за подготвеноста да се преземе личната одговорност. Зборува за и сериозноста на настап, зборува и за созреаноста на личноста. Бидејќи се на личност да сметаме за созреана, таа мора да ја преземе личната одговорност. Во спротивно нема што смета за созреана личност, нели? Така ги тоа е основниот критериум во старите времиња кој е човек возрастен или не е возрастен. Е сега во таква една ситуација, во ситуација кога сите членови бара да објасни некој од партијата зошто се случуваат овие процеси политички во земјата, зошто таа попусливост кон Зоран Заев? Што се причините што ние сме толку попусливи кон Зоран Заев? Не мислам кон СДСМ или кон Зоран Заев како политичар, него кон политиките кои он ги промовира. Зошто сме толку попусливи кон предлозите каде што се формираат адхок тела, како СЕО, како тела кои претходно подготвува, нели се сеќавате, ги подготвува Република Македонија за избори. И многу е непринципиелно никој од раководството да не излезе и да одговори на тие прашања. Впрочем, сте го видели вие тој документ на кој што Хан се повикува прибе, вели обврските од пржино. Ние што ги знаеме како јавност е дека треба да спроведеме кредибилни избори и така натаму. Сега изгледа дека тој агреман е малку поширок од изведување само на изборите.
За мене достапно она што беше за сета јавност, Так. по медиумите, тоа и го прочитав како некој си договор на Прибе или како препораки на Прибе или како пршински договор. Меѓутоа, јас не гледам проблем во принципите кои се вметнати во тие извештаи на Прибе. Да ви кажам искрено, јас работев на правната држава е работев докторат баш на вредностите на европската десница и нивната имплементација во балканските политички партии, меѓу кои Македонија, а се разбира дека во фокусот беше ВМРО ДПМН, како носител на десницата во државата. Ја кога кој читам тие извештаи на Европска унија и оние барања што ги бараат, ја као да се читам дел од моите вредности, оние работи кои сум ги истакнал, кои се значајни да бидат и кои ги истакнуваме како десница. Значи буквално препознавам нешто кон што ние идеолошки сме обврзани да го оствариме. Сега ние тоа го сваќаме, дел од нас го сваќаме како притисок од меѓународна заедница, дел го разбираме како добронамерни сугестии. Ја го разбирам како нужност. Не ме интересира меѓународна заедница, дали го наметнал или не, ни дали некој се исплаши од тие предвози. Ја го сваќам како нужност кој ми извира од мојата идеологија. Мојата ВМРО-вска идеологија. Правда и правишност не е притисок, нели? Не само правда и правишност. Јас цел живот од кога знам за моето ВМРО, цел живот од она што сум го учел од студентите за ВМРО во стариот режим, она што сум го учел од баба ми за ВМРО, станува збор за борба за слобода и човечки правдини. Тоа е суштината на ВМРО. Идејата за Македонија е идејата на ВМРО. Идејата за слободна, просперитетна Македонија. Македонија да робува на слободата, а да не робува на султанот. Тоа е ВМРО. И ако ние од ВМРО не се избориме во оваа држава, како што кажавте преге, да не ни бидат политичките елити или бизнис елитите, да не ни бидат газди, господари, како што кажавте, туку да ни бидат лидери, тоа што ќе се избори оваа држава. За ќе чекаме од внуците на комунизмот да ни ја предводат слободарската идеја во Македонија. Од овие прашања кои до вас се поставуваат и оно што можеме да го проследиме и на социјалните мрежи е зошто токму вие, зошто токму Александар, зошто токму неколку личности, и овде морам да признам дека често пати сум разочаран од вокабуларот на моеве согаѓања, каде што се оди толку лично или до дезавуација на личности што не е диалог, нели? Диалогот предпоставува почитување на различностите. Јас го поставам тоа. Зошто смета дека токму вие треба да бидете иницијатори на реформата? Не да одговорив на претходното прашање зошто сега, сега бидејќи сега беше моментот кога треба да се побара политичка одговорност за изгубена власт. Кога се формира влада на друга партија. И тоа во Македонија не се формира технички, тоа се формира политичка влада. Значи ние сме политички губитници во тој случај. И тоа се бара одговорност. Второ, во Македонија е многу тешко да кажеш зашто сега баш пред локални избори. Па ние имаме последните години секоја година избори. А кога ако секој ќе биде пред некој избори? Секој ќе биде пред некој избори, не разбирате? Мислам дека сега беше вистинскиот момент, правиот момент за токму за локалните избори. Да се подготвиме силно да добиеме максимално општини за локалните избори. Бидејќи вака како што е партијата дерогирана системски и политиките ни се целосно поразени, оне што прокламиравме во јавност, ќе не доведат до сериозни последици на локалните избори, во лоши резултати. И сега ние изворно од нас како ВМРО-си, како членови на партијата, пораснати во партијата, тоа ни доаѓа да речеме доста е, ние партијата мораме да ја спасиме и да ја подготвиме за локалните избори да победиме. Се плашиме од катастрофални изборен резултат на локалните избори. Е сега зашто Петар? Зашто Александар? Зашто Илија или Коста или другиот Александар или десетици луѓе околу почетната иницијатива? Тоа е спин кој го прават дел од центрите кои се обидуваат да ја сузбијат оваа иницијатива наша. Тоа е граѓаните, членовите да не се занимаваат со она што ние го предлагаме, со принципите, јас ги напишав во една колумна, а ги објавивме во нашата декларација за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН. Ако луѓето ја прочитаат декларацијата и дискутираат по неја,
А заборава дека таа декларација пишува Петар или Коста или Александар или било кој, они ќе разберат за што истински прво зборуваме. Второ, сакам да апелирам до сите и да се релаксираат во некој поглед, бидејќи голем дел од луѓето гледам дека се чувствуваат, па сега зашто толку е времето и дозволува, верувајте, не можеме да седиме со сите луѓе на брзина. И ако некого запоставиме повеќе од 3 дена, гледам тенденција да се наљути и да почне да се чувствува дека е надвор од иницијативата. Сакам тоа да го истакнам највеќе. Ние немаме монопол врз процесот на демократизација на ВМРО-ДПМН. Некој може индивидуално да се јави и да рече ја ќе предложам друг концепт наспротив на што го збори Петар Богоевски и со тој концепт ја ќе се водам како индивидуалец. Мес апсолутно ќе почитам. Но да повторам уште еднаш, вие барате низ каналите на партијата, така? Однесовте иницијатива до Централниот комитет. Апсолутно, значи сите наши политики на делување се замисли да бидат надре во партијата и не помислуваме да делуваме надвор партијата, нормално. Ние пораснавме, да не кажам, и остаревме во партијата, значи не е логично да биде нешто надвор од партијата. Меѓутоа, луѓето треба да разберат дека таа стратегија уби го власникот не дава со резултат, бидејќи ние имаме толку поддршка, не само од јавноста општествена, тоа е огромна поддршка, него од нашите членови кои ни се битни во овој процес, апсолутно битни, бидејќи нашите предложи се однесуваат на нив. Ние сме внатре-партиска иницијатива, зборуваме за внатре-партиските работи. Во овој случај, поради огромната поддршка од членовите, ние мислиме дека и да исчезни Петар, и да престане да зборува, ќе најдат со тие методи специјални кои се против нас, на заклани, уцени и така натака, ќе го замолчат Петар, ќе се појави друг Петар. Никола, Зоран, Трајан, не разбирате, значи тоа е невозможно да го, тоа како процес започна. Нашите членови, нашите сопартици веќе се одлучени да си ги побараат своите права во партијата. Сега, може би во овој момент почетната каписуа дававме ние, таа се шири стихино низ цела Македонија, постепено ќе се појавуваат се нови личности, ќе се појавуваат истакнати личности од нашата партија, истакнати личности од раководството, дел од раководството, и тоа ќе се свати дека оваа иницијатива е така осмислена, така направена, добро испланирана, да направи демократизација и модернизација и промена на политиките во партијата, но при тоа секогаш да го има во предвид ограничувачкиот фактор. А тоа е факторот да не и наштетиме на партијата. Сега имаме тука еден проблем сериозен. Додека ние зборуваме за принципи и се воздржуваме на исто така ниско ниво, да вратиме кон дел од тие црни кампањи и пропаганди што ги води дел од раководството, дел од раководството гледаме дека не го почитува овој ограничувачки фактор. Да внимаваме што правиме, бидејќи ќе нас несеме штета на партијата. Гледаме дека со оваа црна кампања воопшто некој не води грижа дека се нанесува директно штета на партијата. И сето ова оди во полза на СДСМ и на Зоран Заев. Јас не можам да го сватам којто е порив кај неколку наши функционери да по секоја цена во наводници кажано нас не поништат, да ја стишат оваа иницијатива, без разлика на цената што ќе плати партијата. И они упорно темата ја насочуваат на би нарекол братоубиствена политика, во која ние ако возвратиме со иста мерка, ќе направиме толкави страшни штети по партијата, во кои ќе ни треба после тоа долги години да се санира не само нашата иницијатива, но долги години да се санира и раководството на партијата и самата партија. Ради тоа ние, како законати ВМРО-вци, како луѓе кои пораснавме во партијата, без разлика до кај ќе оди оваа црна кампања против нас, не ни помислуваме да вратиме со исти мерки и да го нарушиме принципот на кој сме се законнале пред да почнеме со оваа иницијатива. А тоа е да го почитуваме фактот дека се што ќе правиме ќе биде во партијата, за партијата, од партиците, но никако да не ги наштетиме на ВМРО-ДПМН. Но, вие рековте дека политичките идеја на ВМРО или вториот дел од името Демократска партија за македонско национално единство образува во еден дел кој се нарекува политичка етика или морал, за кој што мора да си признаеме во Македонија не стоиме високо на лествицата ни во Европа ни дома, и сами рековте дека методите на политичка борба не се бираат, се оди до лично дезавуирање, но
постојат две теми кои ќе ги продолжам. Ќе направиме на пауза за ЕПП, па ќе зборуваме за документот, затоа што е многу важно. Вие сами рековте дека тоа не е персонификација на Петар Боговски или Алек Михайловски, туку е документот по основа на кој ќе се рамнеме, или како велат сега модерно ќе правиме евалуација. Така. Сега вака. Уште едно прашање имам од моите гледачи. Тоа е веројатно ви го постават и вам. Кој стои зад вас? Спекулација на мои колеги има многу, е некоја ваша фотографија со амбасадорот на Соединетите Американски држави, празникот сега, Алек и така натаму, и дури и председателот на партијата Никола Груевски рече дека сте изнајмени од странски надворешни сили за да се така. Јас имам одедно прашање како дилема. Но винеска предпоставувам дека и моите гледачи имаат истото таа дилема. Ако вие имате поддршка, значи ли дека другите немаат? И ако имаат, како ја манифестирате? Прашањето е на гледачот повеќе од актуелно и повеќе од потребно. Таа фама во Република Македонија на создавање на предавници или патриоти, зависно од кој со кого се поздрави на пазар, мораме да ја разбиваме и на вака повисоко ниво и во соработка со странските партнери на Република Македонија. Прво сакам да говорам директно, кој стои зад нас. За нас стои поривот наш натрешен, прво човечки, второ ВМРО-вски, да се бориме и се избориме за слобода и за правдини во ВМРО ДПМН и во цела Република Македонија. За нас стојат ВМРО-вците, за нас стојат нашите пријатели, роднини, нашите семејства, за нас стојат основачите на нашата партија, зборувам за оние вистинските основачи на ВМРО ДПМН, кои чувствата кон ВМРО ДПМН што се уште живи, кои чувствата во ВМРО ДПМН не им дозволуваат да се да се појавуваат на Facebook и да се представуваат како големи херои, туку тие идејата на ВМРО ја носат и во главата, и во телото, и во душата, и баш имав среба во Охрид вчера со еден таков од нашите основачи на партијата, од кој научив 10 нови вредности кои ќе ги почитувам до крај на животот. И таа наша порив, таа наша ВМРО-вштина е она која не натера да излеземе на овој начин и она која не натера да кажеме доста е на овие погрешни политики. Сега друго е кога веќе зборуваме за политики. Јас не сум виновен што за губитничките политики на Никола Груевски не стои никој. Ни граѓаните на Република Македонија, ни ВМРО-вците, па ни се прифатливи како политики за меѓународните партнери. Не се прифатливи за домашните партнери, за политичките партии. Вината он мора се ја преземе. Токму тоа на старт го назначив. Значи, упорно се одбегнува се преземе вината за погрешните политики, кои се осуетени и осудени од сите страни. Јас имав пред некое време изјава и за албанските медиуми, каде што најавив процес на внатрешна деизолација на ВМРО ДПМН, деизолација на внатрешна политичка сцена, каде што албанците ги гледаме како партнер војнина на ВМРО ДПМН на сосема нормални уставни основи. Нема да делите Македонија, федерализирате. Мислам, ако некој во оваа држава е гарант за целовитоста на Република Македонија, тоа е партнерството, историското партнерство помеѓу ВМРО и Албанскиот комитет. Ако некој е гарант на оваа државност, е ВМРО. Ако некој помага за да ги гарантира оваа наша државност, се нашите меѓународни пријатели и партнери од Европа и Америка. И тоа не треба да се станеме да бидеме благодарни за оно што они се обидуваат да помогнат да се стабилизираат внатрешно политички нашата држава. И сега ние програмираме по други политики. И тек ќе ги објавуваме нашите политики како би ја деизолирале нашата партија и внатрешно и надворешно. Сега ние ништо не можеме да направиме во љубомората што се појавува во дел на раководството дека нашите политики имаат поддршка од меѓународната заедница и од нашите внатрешни, домашни партнери, албанци, турски, српски, ромски партии и така натака, партии со поразлична идеолошка матрица од нас, а нивните политики се застарени, напуштени и немаат поддршка. И сега тука
Они викаат, знаете ли зашто овие политики нивни ги поддржуваат меѓународните или домашните партнери? Зашто се они предавници? Они се купени, платени, Бог знае што е со нив направено. Дури е навредливо не за нас. Ние сме млади луѓе кои пораснаме во партијата, тоа зборува многу повеќе за лидерот, како човек, кој си дозволил да ги навредува луѓето кои му помогнавме најмногу да стане лидер 2003 и 2004 година. Ние не само што помагавме на Конгресот во Охрид, него во оној момент кога ние имавме тешка политичка криза внатре во партијата, кога се делевме на поранешниот лидер Ѓорѓиевски и обидот Груевски да се наметни како единствен авторитет, ние најголем дел од нас во иницијативата, и кои имаме луѓе кои на моменти поддржуваа и други политики, најголем дел од нас дадовме жестока поддршка на Никола Груевски. И тој ни враќа на толку некоректен начин со вакви навреди. И второ, како теза е многу интересно да се развие. Сега, дел од луѓето не обвинуваат, викаат, убаво беше дека користевте привилегии, бевте во прв, во втори ешелон, користевте функции, бевте на функции, а сега вика, вие не ви чини ништо. А од друга страна лидерот после тоа истиот тој кој вика убаво беше привилегии, сега вика вие сте петти, шести ешелон. Значи тука ние мора да донесеме заклучок. Сега или користевме привилегии, бевме први и втори ешелон, или сме немале никакви привилегии во сите овие години на власт, па сме биле петти и шести ешелон. Значи тие работи, тоа е дневна кампања, тоа е дневна политика и таа политика доживеа пораз. Токму тоа, немањето, лидерот треба да гледа однапред 20-30 години. Ако вие немате можност да гледате 3 дена однапред, тоа како ќе не водите нас да одиме напред кон нови победи на нашата партија? Едно од заклучоците што денес го прочитав од аналитичарите на вчерашниот прослава на Унијата на млади сили, вели вака отприлика, што ќе прават овие луѓе кои ќе имаат 40 на години. Еве сега ве слушам вас како велите од 15-16 години сум партиски активист, остаре, поминав и оставив младоста во партијата. Јас, сега, вие сте пример кај што може да го поставам тоа прашање. На своји скоро 40 години, вие сте веќе ветерани. Добро ли е тоа толку млади луѓе да влегуваат во политика? Ако е тоа политика, членството во партијата малку потешко дека е политика. Прво, ума самоце за каснето го прослави роденденот. Ние имаме еден слоган во УМС, пошто јас сум дел од УМС, порасна во УМС, нели? Ние имаме еден слоган во УМС, еднаш УМС, цел живот УМС. И јас сум среќен што организацијата во која долги години бев активист, безпрекорен активист, секојдневен активист, жесток активист, функционира, постои, работи, действува. Дали толку млади во политика, ја не знам сега кои се мотивите во 2017 година на 15 години да станете член на политичка партија или во политички помолок. Јас ќе видам, најчесто е можноста да се вработиш во администрација или она како пример што се направи во последните 20 на години, без разлика на па на 15 години не може да се вработи. Не, тоа е примерно. Еве може би да речеме да тие што се зачленуваат на 20 години, па 12 години е добра возраст за да бидеш политички активен. И без ништо направиш во живот да бидеш министер. Но ако ме прашате мене, зошто јас се зачленив во ВМРО ДПМН во УМС, погрешка пополнив сениорска пристапница, па ја менувавме со младинска, на мој 15 години, мислам дека тогаш бевме исправени пред предизвикот или македончето ќе стане македонец, или ќе исчезнеме во погрешни вредности. Тоа се боревме да престанеме да бидеме југословени, сакавме да бидеме македонци. И тоа мене, може би па тие млади години, на 15 години, веројатно и таква е крвта во тие години, не понесе да сите влеземе масовно во УМС и УМС во тие години 95-та, 6-та, 7-та се омасови на таков начин да се стана фактор не само во партијата внатре како најмоќна асоцијација во партијата, не остана фактор на политичка сцена и најмоќен политички помладок и остана до ден денес. И сите ние од 90-тите, да кажам така, активисти на УМС, веројатно сите заедно се гордееме со тоа што сме го направиле на тие млади години. Така.
А сега треба да бидеме европејци, поточно вие што тогаш сте били млади. Па и тоа сме Одржете ми јавува дека една мала пауза за економска пропаганда, па се враќаме со документите. Продолжуваме со вториот дел од емисијава Отворена тема и мојот гост Петар Благоевски, член на иницијативниот одбор за реформи во ВМРО-ДПМН со низа документи. Оди го најави вториот дел. Не можам да не се потсетам вака кога седам со млади луѓе и за некои мои лични искуства или некакви правила, не знам колку се валоризувачки денеска. И мој професор по историја Дончовски велеше вака, престани да ми кажуваш приказни за војните или за луѓето. Зборуваме за документите. И знаеше да не праша вака, а кои документи донесе? И еве вака, тој истиот порив ме води денес да разговарам за овој документ што ми го достави господинот Благоевски и кој може да биде значаен за идните генерации или сегашната генерација на луѓе кои сакаат со политика да се занимаваат како членови на ВМРО-ДПМН. Господин Благоевски, ова е модел за децентрализација. Значи ли дека веќе донесен заклучок дека партијата вака строго децентрализирана, централизирана, постојано ќе ги произведува последиците за кои ќе разговараме 20 на минути. Нужна е децентрализација. Да подсетам, јас знам дека сте любител на историјата. На Рилскиот конгрес главните копија се воделе околу тоа во Македонија, во ВМРО. Ќе се децентрализираме по окрузи или ќе останеме централизирани. Тоа ја расцепило партијата. За Рилскиот конгрес има многу да се каже, од многу повеќе аспекти. Инаку мојот омилен војвода, јунак од ВМРО е Дамјан Груев, кој бил за централизација. Меѓутоа, да се спореди 905-та, да се спореди пост-Велинденскиот период со 2017 година, имаме многу ама не е наодмет да споменеме можности. Не е наодмет, бејќи историјата ни е сериозна учителка од која треба да влечеме примери. Во услови кога ние имаме ваква модернизација во општеството, во Европа, во светот, глобализација, кога сите сме на телефон и може да се координираме меѓу себе стотици луѓе за половина саат. Знаете, во времето за да ние дојдеме да направиме координација со 3 комитети на УМС или на партијата во Штип, Берово и Каменица, на нас не требаше цел ден. Сега тоа го правиме за половина саат. Преку телефон, Вибер, WhatsApp и сите десетици алатки. Од тој аспект гледано, ние на децентрализацијата не гледаме како наш предлог да ја нарушиме хиерархијата во партијата. Него на децентрализацијата гледаме, на демократизацијата гледаме како концепт да ја ослободиме мислата. Јас напишав една колумна која препорачувам на сите гледачи да ја најдат на и во нашата Facebook група и на мојот Facebook профил, која детално разработува од идеолошко-филозофски поглед зошто реформи во ВМРО-ДПМН и таму имам наведено десетина сериозно обработени аргументи зошто внатрепартиска демократија. Внатрепартиската демократија мотивира. Внатрепартиската демократија обединува. Внатрепартиската демократија создава квалитет. Сега тоа обединува е многу битно за нас. А ќе речеме, ние ВМРО-вците знаеме да се мотивираме без причина и ќе бидеме пак мотивирани и ќе се бориме за нашата идеја. Меѓутоа, зошто тоа обединува? Кога доаѓа до несогласување, недоразбирање во партијата, ако имаме демократски капацитет внатре во партијата, ако секој гледа дека може да се избори за неговиот став внатре во партијата, на нас немаше ни се раѓаа десетици партии со презнак ВМРО. Не осетите го леја своето место во партијата, својата шанса. Вика, окей, ако на овој централен комитет не помина мојот предлог, моето мислење, на наредниот централен ја ќе идам со поквалитетни аргументи и ќе биде прифатено тоа мое мислење. И зашто тоа би бил јас мотивиран да правам друга партија. И на тој начин луѓето ќе гледаат својата шанса внатре во телата, во органите на партијата и нема ни се случуваат тие поделби. Па сега од друга пак страна, кога веќе сме поделени на повеќе партии со презнак ВМРО, има шанса ова демократизација на партијата па да предизвикат ефект на обединување. Окрупнување на десницата, окрупнување на ВМРО-ДПМН
и да без А проблем. останаа ли уште партии кои се надвор од ДПМН? Па дел имаат презнак ВМРО, дел се на истакнати личности кои биле во ВМРО ДПМН, но имаат други имиња, но како и да е, ако сите се десницата како десница следи една политика, тоа е политиката на новиот лидер на ВМРО ДПМН, во тој случај ние многу лесно дофатливи се 61 пратеник. Сега, кога зборуваме за моделот, за кој разговараме. Јас имам едно прашање до вас, ме замолија членовите на партија да ви го поставам, бидејќи велат вака, во изборот на председател на општинскиот комитет се чека на слободно време на председателот на комисии и така натаму, но рекоат, дали знаете дека во Штип е избран председател на општински комитет кој според нивното кажување не знал ни каде е седишто на партијата, а било потрага по тоа да му се најде кога е пристапница. Дали тоа не значи некоја самоволие на највисоките врвови на партијата или недоволна иницијатива и иницијативност на членовите? Ова е прашање на членови на партијата Оштип. Јас тој порив, желба да се одлучува за се и се што, го гледам во немањето доверба во своите членови. Така го разбирам јас тоа однесување или желба за таква централизација да лидерот одлучува за се и се што. Или некои таму несвучни комисии кои се составени од голем дел членови, од луѓе кои не се ни членови на нашата партија, а одлучуваат за внатрешпартиски функции. Зошто, од кај доаѓа таа недоверба кон нашите членови? Ја да ви кажам искрено, и ние во иницијативата целосно им веруваме на нашите ВМРО-вци. Целосно им веруваме на нашите членови во ВМРО. Ако го дефинирате тоа што е ВМРО-вец? Не, сега ви кажам. Член на ВМРО да се прецизира. Ако задутре успеат, мислам, ќе успеат реформите во ВМРО, меѓутоа ако смениме статутот онака како што ние предлагаме. И ако местниот комитет каде што јас живеам не ме избере за член на општински комитет, ја нема да бидам во општински комитет. Ако сум ја водел оваа иницијатива, ако не ме предложат за делегат на конгресот и не ме изберат за делегат на конгресот, ја нема да бидам делегат на конгресот. И со тоа ќе се поминам, бидејќи за тоа ќе одлучат нашите членови, моите комши и пријатели. Да се има толкава недоверба кон своето членство е стварно трагедија. И се што правиме? Ние се правиме дека се знаеме во централата и сега нагаѓаме. И викаме во Штип ќе биде тој председател на општински комитет. Онака на тепка. И он ако направиме погрешен избор, сведоци сме заменување на председател на општински комитет за 3 месеци. Он уште таман сформира општински комитет, таман го неговиот општински комитет, па сега па и тој па треба да помине да се одобри од страна на извршниот комитет Кобајаги, а тоа е пак истата матрица. И само што го одобри општински комитет, он не добил шанса 2 останоци да одржи, се појави оглас во вестници за избор на нов председател на општински комитет. А па што е уште потрагично, овој па председател на општински комитет поима нема дека наредниот ден ќе биде сменет. Тоа е такво едно непочитување, понижување и кон председател на општинскиот комитет и недоверба кон своите членови. Ете тоа е суштината. Партијата да ја дадеме во рацете на луѓето кои создадоа. Тоа се нашите членови. Да имаме полна доверба во нивните одлуки. Јас сум сигурен дека во ВМРО не само што има луѓе кои многу добро разумеат политиката, не зависи од образование. Тоа сум сретнал луѓе со основно образование во ВМРО, а кои резонираат многу повеќе и од нас за суштински работи во партијата. Ќе им дадеме на луѓето да одлучат кој ќе биде председателот на општинскиот комитет, на пример во Берово. Еве, вие предложувате до менување на статутот до централниот комитет. Кој ќе биде основната клетка врз која ќе се гради целата таа мрежа, која сега еве според вашата анализа е обратно видете, основната клетка се комитетите на избирачки места. Така. Тоа е партиско тело по секој избирачко место. Тие се ги третираме како тела во тек на избирачки процес. Најактивни се местните комитети измеѓу избори. Меѓутоа мислам дека тука треба да посветиме посебно внимание на засилување на структурата на кимовите, бидејќи
многу е убаво да имаме подготвени, добро организирани тимови за секое избирачко место. Ќе засилиме победата и мотивот. Но оно кое е најбитно, тоа е што сакаме да воспоставиме нов орган во рамките на еден општински комитет, тоа да се вика собрание на општинскиот комитет. Во тоа собрание своји представници ќе делегираат сите кимови, сите местни комитети. Методата по број на да, така. По број на членови, нели? Поголемите општински комитети како Штипскиот може да имаат собрание и од 100, на пример, членови. Помалите општини може да имаат собрание и од 30-40 членови. Имаат општински комитети со илјадници членови на нашата партија, веројатно ќе бидат тие и многу поголеми собранија. Тие собранија на општински комитет ќе изберат од своите редови самите свој председател, кој нема да биде председател на општинскиот комитет. Кој председател на тоа тело собрание, кој ќе преседава со тие само заседанија, за да овозможи слобода на мислата, на говорот и на гласањето, на одлучувањето. Да не се чувствуваат луѓето притиснати на сега во тоа собрание не значи дека мора по функција да земат свое учество функционери или председател на општински комитет. Најбитни се овие кои доаѓаат од базата. Кои се најглавните одлуки на тоа собрание? Тоа собрание да избери председател на општински комитет во иднина или може да направиме како што имавме претходна пракса, председателот на општински комитет да се биде на кутии. Се уче тоа сме го оставили отворено да дискутираме. И го дискутираме и во иницијативата внатре, го прошируваме по нашите приврзаници во сите општински комитети и за таа цел, за типови на внатре партиска демократија, ќе организираме научно-стручна конференција со авторитети во областа, со представници од Соединена Европа, од ИПП, сестрински партии од Балканот, тука политиколози од Македонија, и ќе ги дискутираме овие теми отворено, транспарентно. Сега, тоа собрание ќе одлучи кој ќе биде кандидат за градоначалник. Мислам дека ако човекот за градоначалник излезе од луѓето, од Штипјани, од Беровчани, од Делчевчани, од Велешани, од Кочанчани, ние буквално ќе добиеме дупло на квалитет на кандидатите, верувам во човек. Но и одговорност на тоа тело. И одговорност, бидејќи луѓето нема да речат, види, изгубивме во Берово, меѓутоа крив ни е лидерот во Скопје, бидејќи он ни го наметна тој кандидат. Не, они ќе одлучат кој ќе биде кандидатот во тоа собрание и ќе сносат одговорност. Од таа страна, чувствувајќи одговорност, ќе бидат дупло помотивирани да работат за тој човек, пошто тој е нивни кандидат. И сега тука постои и ќе изберат исто на ист начин принципи совет, кандидати за советници и своји пратеници во собранието на Република Македонија. И сега тука Рискиот конгрес. Тоа е она историјата. Ситуацијата 90-тите. Може да се случат недоразбирања во општинските комитети. Може да се случат да добиеме разногласија и да добиеме дел од, пример, јас и вие сме кандидати за Штип, јас сум победил, вие сте изгубиле и сега вашите приврзаници да станат непожелни во општинскиот комитет, што е погубно за партијата. Ние тоа ќе го разработиме во детали, во правилник за спроведување на партиски избори. Тоа ќе значи дека он кој победил за кандидат за председател на општински комитет ќе биде председател. Он кој е втор по гласови ќе биде подпредседател, например. Или ако се говори меѓу себе секретар на општинскиот комитет. Третиот може да биде подпредседател. Четвртиот може да биде председател на тоа собрание. Значи на тој начин задолжително статутарно ќе бидат обединети. За да го гарантираме ние ова, на републичко ниво ќе се вратиме на нашите корени во ВМРО, ќе создадеме така наречен во наводници инспекторат во партијата, кој ќе се грижи за легитимитетот, за легалитетот на овие постапки. Кој ќе ги спроведува, нема да менетува решењето, туку напротив ќе се грижи за мирното, добро спроведување. И на тој начин ние ќе ја запазиме редот и хиерархијата во партијата. Во исто време ќе вратиме довербата во членовите, а и ќе запазиме и редот и хиерархијата. Но интересно е што за на републичко ниво размислуваме, баш ово дискутиравме со наши традиционални партнери од европските наши пријатели, поддржувачи, народни партии, со представници од конзервативен ауер, мора да најдеме начин кој ќе не обединува во ВМРО ДПМН, кој нема да продуцира воидна поделби па нови партии и
во нашите дискусии и предлагаме да се создаде едно тело за решавање на внатре-партиски конфликти. Еден совет на ВМРО ДПМН во кој би било убаво да учествуваат и поранешните лидери на партијата. Од лично искуство таму на некои идни лидери или некои идни недоразбирања во врвот на партијата да им укажат на грешките кои они ги направиле своевремено, кои биле млади, како новите лидери, кои биле поносни, кои биле поенергични, па не размислувале така трезвено, што викаме старински совет, волео да влезат основачите на партијата, луѓето кои идеолошки чисто ја разбираат ВМРО ДПМН. На тој начин во тој совет ќе бидат тивко разрешувани внатре-партиските конфликти. Еве ако имавме такво тело сега во овој момент, наместо на овој начин да дискутираме бидејќи немаме сме просто да внатре партијата каде да го кажеме ова што го предлагаме. Ако имавме таков совет или ако имаше слух нашиот лидер да го создадеше тој совет, ние овие наши прелози ќе ги дадевме до тоа тело, ќе беа разгледани, ќе беа дискутирани, делимично може би прифатени, делимично отфрлени, ама ќе имавме дискусија и ќе се чувствувавме сите корисни во партијата. Вака имаме елита за која треба да постои партијата и имаме членови кои треба да робуваат на елитата. Тоа е апсолутно неприфатливо за концептот на ВМРО-ците, на ВМРО. Ние од кога постоиме 890 до денес, нашата битка е да бидеме народни со народот. Сте очитале сигурно првиот статут на устав на организацијата, таму јасно се кажуваат чива е организацијата и кој сме да влезе во истата. И мислам дека до ден денеска тие кои немаат чувство за ова што јас го зборувам, жалам за нив. Можеби не се припадници на нашата партија искрени, како што сме ние. Можеби влегле за да станат министри времено во нашата партија, па сега гледам ги нема нешто во биткава со СДСМ околу сме во опозиција. Гледам нешто исчезнати се, па ги нема во телата на партијата, па ги нема во јавноста. Ние кои имаме такви чувства, емоции, ова од емоции го зборувам сега, што имаме такви емоции кон партијата, ние знаеме дека за да собереме нова енергија и да го поразиме СДСМ, таа енергија во недостаток на власт, во недостаток на такви механизми може да ја добиеме само членовите. Ние така и победивме и 98-ма, зборам се за овие најдвете незначајни победи, и 98-ма и 2006-та. Кога се излегува од позиција во позиција, во светот има разни облици на организирање на партиите. Ви рековте кои се светоназорите за кои ќе стоите. Јас како заклучок, бидејќи дојдовме до тоа дека и лидерот ќе се избира на конгрес, како ќе се избираат делегатите, конгрес и непосредни избори, непосредни избори, така ќе прилезе како документ. За оние кои се залагаат за непосредни избори, предлагаат две најбитни клетки, тоа е лидер на партијата и лидер на општинскиот комитет да се бираат на кутија. Така. Но тоа значи дека ако се усвои овој документ на Централниот комитет, ако го поддржат членовите, дека вашата иницијатива се деперсонализира и тоа хипотетички зборувам, можно е Груевски повторно да биде избран. Затоа што членовите на партијата велат зошто се оди против Груевски, се работи за оној синдром за кој на почетокот кажавме. Нели цело време зборуваме дека сме христијани, вистински христијани. Кој колку е религиозен и колку е верник, не може да кажувам, се го знае за себе. Меѓутоа, поривот да им судиш на луѓето не е христијански. Ја не знам зашто дел од раководството на партијата се наоѓаат во позиција да бидат судии и за човечукот и човечноста. Ја нема да навлезам во такви работи. Ја ќе го кажам следново. Ние сакаме членството да одлучи кој ќе биде новиот лидер на ВМРО ДПМН. Ако членството не е свесно, еве преку овие обраќања сакаме да го освестиме. Во моментов делегати на конгресот на ВМРО ДПМН се луѓе кои најмалку им е местото да бидат таму. Луѓе кои се тотални припадници на клиентелизмот како концепт по кој се владее нашата партија во моментов. Се владеат и другите. Зборувам за 40% од делегатите. 60% се од нашите комитети, наши комитетли, наши луѓе, активисти во партијата, така натака. Меѓутоа, голем дел, посебно на последниот конгрес, алармантен во Куманово, што имавме една ситуација каде што
буквално мнозинството на делегатите сам си ги напиша на список лидерот. И сега они треба да гласат него, а он ги става нив делегати. Тоа е едно толку не фер. Не постои правда. Не постои целосна правда. И јас да демам правда и вие да дадете правда, нема да има целосна правда. Ама да биде фер. Тоа е едно толку не фер однесување кон нашите членови. Тоа е едно толку понижувачко однесување. Да си напишам јас сам на список 300 луѓе и да речам еве овие ќе бидат делегати. Тоа е толку ги обесхрабрува нашите луѓе, толку не мотивира сите нас во партијата, што го згаснуваме основниот мотор на партијата, тоа е членовите. Така, две кратки прашања. Едното прашање е, не постои историски податок, освен теоријата последните 7-8 години на Балканот, а тоа е стабилност пред демократија, како европска политика која се спроведуваше од некои европски политичари, но тоа веќе заврши. Можно ли е да се води демократски една држава, а да нема внатре партиска демократија? Не е можно. Тоа е императив за Европа и за модерните современи општества за кои сакаме да се осликуваме и да бидеме како нив. Ние се определивме за демократскиот концепт визави сталинизмот, кој сега се мултиплицира во путинизам. Ние мораме да бидеме свесни дека растиме во политичките партии. Еве, преге кажавте, од на 15 години јас и денешните младинци во УМС се на 15 години членови на партијата. Ние зрееме во партијата. Ние учиме манири во партијата. Ние учиме политика во партијата, учиме начини на однесување во партијата. Едноставно партијата ни е како второ школа. Некој ќе каже дека тоа не е добро. Морате да се докажете во професионално, за да бидете политичар. Во секој случај, јас тоа од старо ума се го кажував дека не е убаво да студираме по 20 години. Треба да бидеме првенци. Ние во Росија треба да бидеме првенци на факултетите и да бидеме носители на високите оценки на универзитетите. Мора да бидеме авангарда. Така, не може да бидете секта која се дружи меѓу себе. За мене патриотизмот е гарење на цврста, силна држава, цврста и силни институции. За мене патриотизам не е навивање по улици. Сега, се вратам на другото. Бидејќи растиме во партијата, ние ако создадеме младинци без основен демократски идентитет, капацитет демократски, ако ни мислат дека е нормално да се плашиш да кажеш јас, Петар, мислам различно од тебе. И они мислат дека тоа не е нормално. Еве се неколку младинци на Фејсбук ни напаѓаат нон-стоп, ми се многу интересни и омилени ми се да полемизираме, од УМС, од раководството на УМС, кои исплашени се од тоа што Петар се дрзнал да дискутира. Зашто они не знаат поинаку. Они така се научени во ваквата постава за вашата партија. И се тие младинци, ние ги подготвуваме и ги ставаме министри, директори, пратеници, советници, градоначалници и така натака. Они немаат демократски капацитет. И тие истиот тој принцип го пренесуваат во општините, во собранието на Македонија, затоа настани во собранието. Истиот тој принцип го пренесува во министерствата. Ние создадовме еден неприфатлив концепт, а тоа е министерството е одговорност само на едниот човек, тој таму кој што е министер. Ја мислам не. Министерството е одговорност на законот кој го уредува тоа министерство, кој го создава тоа министерство. Тој има едни овластувања по закон, заменикот министер, други државниот секретар, трети, ние државни законот ги одредува четврти, ръководителен сектор и пети и така натака и така натака. Или ќе се научиме да ги почитуваме правилата, принципите на демократијата, за да направиме демократска просперитетна Македонија, која нема да биде кочена на патот кон ЕУ, туку ќе биде замолена да влезе во ЕУ, или ние ќе потрошиме уште 10, 20, 30 години, дел населе нема, ќе не наследат други генерации и активисти во партијата, но заумно за Македонија и за ините генерации ќе ги потрошиме тие години, доколку не создадеме демократско просперитетно општество во нашата држава. За сите. И се мора да ме прашам на крајот, бидејќи отворено на тема е емисијава, имавте една изјава за осумина кои се заштитени сведоци во постапките пред специјалното јавно обвинителство. Се зголеми ли тој број? Видите, значи,
Или се намали? Не. Таа беше од господин Чововски оценета како шокантна вест. За нас во партијата воопшто не е шокантна. Ние тоа го знаеме подолго време. Јас бев па обратно фрапирано тоа што новинарите до сега не дознале за таквите сознанија. Знае, но беше интересно кога слушнат некој друг да им каже. Од нас од партијата. Добро, значи ние сите сме внатре во партијата, би се дискутираме, разговараме за многу теми, меѓу кои на темата СЕО. Нормално, пошто во моментов раководството не се занимава со СЕО. И нормално ние и членовите дискутираме на таа тема. Ставо за СЕО го кажав јасно, да не го повторуваме, не земаме минути да потрошуваме време. Од правните тимови кои работат на и тие предмети и работат и на други и дневни обврски во партијата, ние го имаме тоа сознание за тие заштитени сведоци, за кои па ја би рекол, ако имавме демократски капацитет во оваа земја, немаше потреба да бидат заштитени сведоци. Бидејќи ќе има храброст тоа јавно да го кажат или да предупредат на грешките, пред да се направат грешките. Ме разбирате? Е сега ние тука не можеме да судиме. Ја мислам да оставиме тука на институциите принципиално, луѓето се имаат плата, обвинителства, суди, други институции, полиции и така, сите нека си преземат своја одговорност и мерки и нека продолжат понатаму во постапки со цел ние сме страна на правдата. Да се докаже правдата за нашите луѓе од ВМРО ДПМН, за кои нели во партијата зборуваме дека се невини. Е сега тука имаме па нешто друго што да го потенцирам, многу е битно за нас како член на партијата. Како понатаму ние сега? Во услови кога на нас скоро целиот извршен комитет не е обвинет. 50% и повеќе. Кога ние имаме проблем кога нашите првенци немаат пасоши. Како ќе остваруваат едните контакти со нашите партнери во Европа? И како ќе присуствуваат на едната конференција или на еден конгрес на ИПП? Дел од нив се задолжени неделно се појавуваат во судот или во полицијата. Тоа значи дека ние во Штип во вторник ќе го откажеме митингот, бидејќи еден од нашите дискутанти таму се собрати на митингот ќе биде во полиција тој ден. Дека во среда ќе го откажеме митингот во Берово, дека во четврток ќе го откажеме митингот во Струмица, а во петок нема да отидеме во Битола, бидејќи сите наши дискутанти и првенци ќе бидат на суд или во полицијата да тоа го квалификуваше господин Гројски како политички притисок во раководството. Да, ама ние имаме реален проблем во партијата. Не разбирате, че ние имаме проблемот кој не треба да бегаме да дискутираме, ете повторно нашата битка за слободна дискусија. Ние сакаме тоа се отвори, а сега се дискутира. Луѓе, што правиме во вакви услови? Ние треба создадеме задуте РИШ кој ќе ги предводи нашата кампања за локалните избори, а по нашите членови на РИШ се обвинети за разноразни дела. И сега ние како ќе успешно спроведеме кампањата, кога сме физички ограничени да ги спроведеме тие активности? Ќе видиме, ние онака како ќе се организирате така ќе истапите пред вашите потенцијални гласачи, а ние во отворено на тема вам и они кои мислат различно за да ја потврдиме тезата дека диалогот е единствена форма за доаѓање на можни решенија, о ист простор, по исто време и ги понудуваме на другите од партијата што мислат на друг начин од вас, слободно да го кажа тоа, да, низ технолошките можности влеземе во дискусија, ќе видам овде, а ово место е за нив. Зашто тоа е единствениот демократски начин. Мене ми е жал што на топ тема не се појави никој од раководството, иако беа поканети. Мислам дека дебатата ќе беше многу поплодна и побогата, ако се појавеше и некој од раководството на партијата кој ги застапува различни гледишта од нас. Бидејќи таму присутните бевме Така, ќе се инициираше на друга дебата која може сепак да заврши низ органите на партијата. Ќе дадеше на членовите и алтернативно мислење. Така. И благодарам што бевте дел од моја емисија Отворена тема. Ви благодарам на поканата и се надевам дека бевме доволно јасни за вашите гледачи да разберат суштината на нашите прилог реформи. Така, моја беше да прашувам, а ваше да објаснувате. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа дека разговора со господинот Богојски, зборувавме и за тоа влијанието на разни служби, на дипломати и така натаму. Тоа е било и ќе биде. Јас морам само
да ви го кажам, мојот разговор со поранешната амбасадорка на Соединените Американски држави во Македонија, Джилијан Миловановиќ. Тоа е на 2 август 2007 година и во прилев на ручек, пак радознаво го прашав, па добро, ние во Македонија постојано ги слушаме вашите совети, вашите советници овде ја спремаат нашава држава за НАТО, за Европската Унија. Кога тоа ќе сметате дека ние сме полнолетни? Таа се насмеја рече, не разбирате суштината на соработката. Она што вие го доживувате како притисок наше е да делуваме во смисол на заедничките стратешки интереси. Нашите стратешки интереси не се толку различни од вашите интереси, бидејќи ние сакаме Македонија да биде просперитетна држава, ние сакаме да биде дел од американскиот, европскиот начин на живот и на крајот на краевите кој сака пријатели кои му прават проблеми. Тоа беше умешната Джилијан Миловановиќ и мојот разговор со неа. Само колку подсетување на мислењето на оние кои честопати ги доживуваме како гувернери. А дали е така? Сами донесете одлука. Отворено на тема секогаш е на вашата страна. Довидување.